Повторно го напуштаме студиото и одиме во општина Илинден, каде што се одбележува денот на општината. Многу повеќе детали ова утро ќе ни даде нашата драга колешка Ирена. Ирена, добро утро, среќен понеделник ти посакувам. Добро утро, Сузе, до тебе. Добро утро, почитувани. Ова утро во живо се јавуваме, како што каже и ти, од општина Илинден, односно од плоштадот, паркот во општина Илинден, каде што во петок на 24 јули, со почеток во 20 часот, ќе се одбележи денот на општина Илинден во пресрет на големиот празник 2 август Илинден. Ова утро разговараме со првиот човек на општина Илинден, господинот Александар Георгиевски, градоначалник на општината. Градоначалник, добро ви утро. Ви благодарам што ова утро одвоивте малку време за нашата публика, за нашите гледачи, да го најавиме настанот кој што ќе се случува во петок, денот одбележување на денот на општина Илинден. Што се ќе имаат можност жителите на општина Илинден, па и на соседната општина Петровец и на градот Скопје, доколку сакаат да дојдат овде, што ќе имаат можност да видат, што ќе се случува на 24 јули. Така ви благодарам најпрвен за вашата покана да учествувам во утринската програма на Алфа телевизија. Како што споменавте, во пресрет на нашиот патрон празник Илинден 2 август, традиционално секоја година организираме прослава на нашиот патрон. Тоа се прави во пресрет на 2 август, не е секогаш на самиот ден, него во последните десетина денови нели пред самиот празник. Така и оваа година на 24 јули, токму на ово место, овдека во парк плоштадот во Марино, во централниот дел на општината, ќе се одржи таква прослава. Имено во 20 часот во петок започнува официјалниот дел на програмата, каде што е предвидено со отварање на самата програма, изведување на химната на нашата држава од наши ученици од трите основни училишта. Понатаму кусо мое обраќање, следи презентација на текомните проекти во општината, а понатаму имаме музички хепенинг. За таа цел ќе бидат задолжени Јордан Митев и Антонија Гиговска, наши познати пејачи, естрадни уметници, кои што се надевам дека на нашите граѓани, но и како што споменавте, на граѓаните од соседните општини и од целиот град и од целата држава, ќе понудат една убава забава, една убава релаксирана атмосфера, каде што на еден убав начин ќе го прославиме патрониот празник, но воедно и ќе се дружиме и ќе имаме можност сите заедно да уживаме во една убава и пријатна вечер. Парк плоштадот, овде кај што се наоѓаме сега во моментов, ќе биде местото каде што ќе се прославува патрониот празник на општината. И ова е еден од проектите кои што неодамна го направивте во рамките на вашиот мандат. Да го искористиме вашето гостување во утринската програма, да ни кажете кои проекти инфраструктурни се направени во изминатиот период од значење за жителите на општина Илинден и што е она на што работите во моментот. Ви благодарам на прашањето. Јас, затоа што имаме прилично голем број на проекти, знам колку имаме време, ќе се задржам на актуелните проекти кои што сега во моментов се реализираат и се во тек на изведба и во наредниот период нели ќе бидат изведени. Така да ќе започнам со моментално се работи и се гради нова училишна зграда во рамки на основното училиште Гоце Делчев во постоечкиот стар дел на училиштето каде што се наоѓа. Така да ова училишна зграда е со квадратура од околу 1000 квадрати и ќе има капацитет да собере над 350-400 ученици. На овој начин со оваа инвестиција основното училиште Гоце Делчев ќе воведе трајно едносменско работење, а воедно ќе дозволи, ќе има можност за реализација и на кабинетска настава. Така да тоа е еден од покапиталните проекти. Воедно исто така морам да напоменам дека во областа на спортот и рекреацијата во моментов се гради спортска трибина на стадионот во Илинден, каде што во претходниот период комплетно го изградивме новиот терен со заштитна ограда, а сега ја градиме трибината со капацитет од над 1100 седишта, со подтрибински простори, воедно комплетно осветлување на стадионот и тоа е во финална фаза. Исто така изградба на соблекувални,
посебни простори, се со цел подобро овозможување на спортистите и подобро функционирање на спортот во општина Илинден. Во таа насока и помалите терени ги реконструираме. Така во изминатиот период го реконструиравме целосно спортскиот терен во Мралино со комплетна нова вештачка трева. Моментално се реконструира теренот во Марино на баскет теренот на специјална пластична подлога, а ќе продолжи со реконструкција на спортскиот терен, фудбалскиот терен во Марино, исто така со вештачка трава, а веднаш потоа стартуваме и со реконструкција на теренот во местноста Ограѓе во Илинден, каде што нас исто така специјална подлога ќе се реконструира и овој терен со заштитни огради и сето тоа што следува нели за реконструкција на еден таков објект. Воедно работиме интензивно и на инфраструктурата. Во изминатиот период, а и во моментов се реконструираат главни сообраќајници. Во изминатиот период ја завршивме патот Мршевци-Делјадровци во должина околу 2 километра, комплетно реконструиран. Во моментов се реконструира главната улица 9 во општина Илинден во должина од 1 километар, каде што паралелно се одвиваат и други работи за менување на водоводната инсталација, се со цел за модернизирање на водоводот и подобрување на условите за водоснабдување на нашите граѓани, каде што особено во овие летни месеци имаме проблеми нели со притисокот на водата и така натаму, и сметаме дека со овој проектите како е значаен и ќе допринесеме за подобро снабдување на нашите граѓани. Ја реконструиравме комплетно улицата 6 во Стопанскиот зона во Илинден. Стартуваме со нова улица во Стопанската зона, тоа е улицата 3 во Стопанската зона Илинден Марино. Се работи исто така на реконструкција на домовите за култура. Започнавме со реконструкција на домот во Мралино, каде што се менува кровот и сите останати простори се реновираат и реконструираат. Се реконструира домот во Текија, се реконструира домот во Кадино. Така да е еден сет на проекти кои што ги имаме и кои што во наредниот период и во моментов се одвиваат, но и во наредниот период ќе се одвиваат. Исто така во делот на фекална канализација започнавме еден капитален проект, а тоа е изградба на фекална канализација за делот во Миладиновци кој што нема фекална канализација, каде што исто така ќе бидат опфатени над 1000 граѓани со овој проект. Во тек се и други проекти од помал карактер, но ја тука ќе заставам, ќе оставам простор ако имате некој дополнително прашање. Градоначалник, ви благодарам многу. Толку е времето предвидено за овој разговор. Уште еднаш повик до сите граѓани, значи до цела Македонија. Во петок нека ве водат патиштата токму овде, на ова место, во плоштад паркот во општина Илинден, ќе има навистина одличен настан каде што ќе се одбележи денот на општината. Навистина ова општина е општина во која што се спојува минатото, сегашноста и општина која што веќе длабоко оди во иднината. Ви благодарам за гостувањето. Студио, ако имаме некој дополнително прашање, може да поставам до градоначалникот, ако не се гледаме во студио. Многу ти благодарам, Иренче, голем поздрав и до градоначалникот. Во интерес на времето ќе продолжиме со сите останати содржини. Ти ги спомена местото каде што се спојуваат минатото и сегашноста,